Младите луѓе не треба да се откажуваат од барањето шанса за својот бизнис. 40 компании веќе добија помош во форма на ослободување од плаќање режимски трошоци, кирија и интернет. За почеток сосема доволно. Во канцелариите во Автокоманда во предприемачкиот сервис за млади инкубатор во моментот има 20 компании со 50 млади луѓе, фокусирани во најголем дел на информатичко-комуникацијската технологија. За околу 3 години поминале повеќе од 40 компании, а се креирани над 250 работни места. За минимални средства компаниите овде добиваат целосна логистичка поддршка. За мала сума на пари тие добиват канцеларија, канцелариски материјал, струја, вода, режиски трошоци плюс интернет. Најдоброто од сето ова покрај таа мала сума што ја плаќаат е тоа што го добиваат и оној нетворкинг за развој на својот бизнис. Една од нив е Веб Фактори, во која работат 4 момчиња на возраст од 21 до 23 години, а неодамна ја добија втората награда на VIP за Android апликација. Со освоените пари решија да го финансираат своето учество во ПСМ инкубаторот. Се работи на проекти генерално за мобилни апарати, како и веб-базирани интелигентни системи. Работевме неколку аутсорс проекти што се за странство и моментално развивам идеја за ќе чувам во тајност генерално. Консалтинг Македонија е нова консултантска компанија која пред се занимава со техничка помош поврзана главно со европските фондови. Ние помагаме на најразлични клиенти да подготват апликации за европските фондови, значи од невладини организации, општини, факултети, приватни фирми, го работиме и ИПАРДО, значи индивидуални земјоделци, значи најразноразлични видови на субјекти кои што имаат интерес да аплицираат за европските фондови. Во изминатиот период, вели Карајков, имаме помогнато на разни клиенти да добијат грантови за повеќе од 1 милион евра. За да се добијат европските пари, кои во моментот се минимално искористени, мора редовно да се аплицира. Некојаш се случува да кажеме кај наши општини ќе аплицираат еднаш, нема да добијат, ќе се разочараат, се обесхрабруваат. Значи битно е да прифатите дека ако сте заинтересирани да користите тие фондови, буквално треба да имате систем, да имате еден тим кој што постојано ќе работи на тоа. Од она што го гледаме на терен, на нашите луѓе се уште има многу тешко да пристапат кон овие фондови, вели тој, додавајќи дека се уште кај нас постои мислењето дека ако се работи за консултант, се подразбира тоа да биде странец, а не некој од Македонија.